Иако според индексот за перцепција на корупцијата нашата земја не бележи напредок во борбата против корупцијата, амбасадорот на Европската унија Михалис Рока се оптимист и вели дека земјава е на вистинскиот пат. Against corruption got a hard hit. Борбата против корупцијата беше силно погодена во 2023 со измените на кривичниот законник и мислам дека ова прашање треба да се реши. Парламентот одобри иницијатива за измена на кривичниот законник, а пред оваа недела беше формиран и новиот состав на Комисијата за финансиски истраги и конфискација на јавен имот. Па сето ова е охрабрувачко, а исто така ни дава надеж да веруваме дека работите почнаа да се движат во вистинска насока. Но експертите се скептични во врска со напредокот на Македонија во борбата против корупцијата. Некои од нив велат дека како држава имаме целосна стагнација и нема вистинска борба против корупцијата. Според аналитичарот Джелал Незири, решението лежи во целосната интеграција на земјата во Европската унија, бидејќи како што вели Северна Македонија нема капацитет сама да се бори против корупцијата. Nuk preshet rezultatet mira përderisa nuk ka proces të negociatave për integrim në Bashkimin Evropian. Për shkak se ky proces është një lloj përmirësimi i kapaciteteve institucionale të vendit, jo vetëm për të luftuar korrupsionin, por për ta bërë sistemin vetë më funksional dhe më shërbim të qytetarit. Се наоѓаме во долната половина со помалку од 50 поени со ниски оценки за владењето на правото и човековите права, кои се клучни за борбата против корупцијата, вели поранешната председателка на антикорупцијска Ивановска. Таа не гледа никакви индикатори што водат кон подобрување на ситуацијата, наведувајќи го претходниот случај со антикорупцијата и изборот на судии. Ставе, например, последниот настан во судски совет, кога имате иницијатива интервјуто за избор на суди да биде транспарентно пред јавноста, членовите на судскиот совет со повеќе гласови гласат противното. Значи, се уште ние не сме дозреани како општество, затоа што ако некој може да се спротивстави на корупцијата, на влијанието, на клиентелизмот, на непотизмот, тоа е транспарентноста. За 2025 година Северна Македонија повторно доби 40 поени во индексот за перцепција на корупцијата без да направи никаков значаен напредок, иако формално е рангирана 4 места повисоко на 84-та позиција. Ова подобрување е повеќе поврзано со влошувањето на резултатите на некои други земји, вели председателот на Transparency International Благоја Пандовски.